Хотелиерите и приватните станоиздавачи подготвени се да отстапат 30% од сместувачките капацитети за бегалците од Украина. Станува збор за бројка од 4 до 10.000 лица кои би се згрижиле само на Охридско-Струшката ривиера. Но Македонија има капацитет да прими 50.000 украинци кои би се сместиле во хотели и апартмани, велат од Хотам. Тие за ова најдоцна до утре ќе испратат и допис до влада. Допрва ќе се одлучува кој ќе го плати долгорочниот престој на украинците во земјава. Тоа ќе го реши државата. Значи, ако имаат буџет да помогнат, дали тоа ќе биде од буџетот на Република Северна Македонија или од Европска Унија или од било каде, ние ќе направиме специјални цени кои ќе бидат најконкурентни во сите држави околу нас што ви понудиле. Бегалците од Украина добиваат право на престој и работа во земјите членки на Европската Унија во следните 3 години. Но во овој поглед Македонија е хендикепирана, бидејќи нашиот закон за вработување и работа на странци е многу комплициран, велат хотелиерите. И ние треба да го имаме истото право да може да вработуваме и од други држави. И тука спаѓаат нели и исто и овие државјани на Украина. Законот треба да се измени. Значи, треба да се погледа и да се измени законот да биде сето тоа многу поедноставно. И не само да кажеме да, на хартија го имаме тоа, ама не е функционално. Инаку Европската комисија предложи да се активира директивата за привремена заштита на украинските бекалци со која се овозможува издавање дозволи за престој, право на работа, социјална и здравствена заштита и образование.